Кривичниот суд во Текеново Ручиште за убиствата на Вања и Панче денеска со сведочење треба да стартува и првообвинетиот Љупчо Палевски Палчо. Од пред Кривичниот суд во живо го вклучуваме колегата Зоран Јаневски. Зоран, како тече судењето до овој момент? Да, Деспина, пред малку започна сведочењето на обвинетиот во овој случај Љупчо Палевски Палчо, кој според обвинението пукал во 14-годишната Вања и 74-годишниот велешанец Панче Жежовски. Тој одговара на прашања од неговиот адвокат. Уште во старт кажа дека не е виновен за целиот случај, беше запрашан што правел во месец ноември, кога практично се случиле двете убиства. Тој објаснуваше дека во тој период имал поднесена иницијатива до Собранието за распишување референдум, односно референдумско изјаснување на граѓаните за договорот за добрососедство со Бугарија, меѓутоа било одбиено таквото барање. Палевски беше запрашан од својот адвокат по написите дека тој е монструм и убиец, откако беше расветлен целиот случај. Палевски одбегна да ги употреби овие термини монструм и убиец, рече дека не е ниту едното, ниту другото, а прстот го впери кон погрешно водената истрага за целиот случај, ги посочи шефот на јавното обвинителство и тогашниот министер за внатрешни работи, за кој, како што рече на првата пресконференција, кога било објавено дека тој практично ги убила Вања и Панче, не била направена никаква истрага, односно единствен доказ било вештачење на мобилниот на сега убиениот велешанец Панче Жежовски. Палевски во својот говор, одговарајќи на прашања од неговиот адвокат, ги обвини и медиумите за корупција. За целиот случај прстот го впери кон, како што кажав, шефот на Скопското јавно обвинителство и тогашниот министер за внатрешни, бидејќи, како што рече, биле дел од скандал за перење пари во кој имало вклучено и ирански државјанин. Инаку, со сведочењето на Љупчо Палевски Палчо практично доаѓа и на крајот целиот овој судски процес, а тој пак според обвинението е обвинет дека со пиштол, кој се уште не е пронеден, пукал во главите на Панче Жежовски и 14-годишната Вања Ѓорчевска. Ваквата приказна ја потврдија двајца од обвинетите кои седат во овој судски предмет, односно Велибор Манев и Владко Кешишев. Велибор Манев пак истакна дека планот за грабнување лица бил негов и на Палевски, бил скроен уште една година пред 2023, односно пред двете грабнувања. Меѓутоа, како што појасни Велибор Манев, планот не бил да бидат убиени овие лица. Бил изненаден што при првото грабнување, односно грабнувањето на велешанецот Панче Жежовски, Љупчо Палевски се приближил до сега убиениот Жежовски и со еден истрел од пиштол пукал во неговата глава, а неколку дена подоцна истото го сторил и со 14-годишната Вања Ѓорчевска. Деспина, како што кажав и на почетокот, само што започна сведоштвото на обвинетиот во овој предмет Љупчо Палевски, па повеќе детали најавувам за наредното информативно издание. Зоран Јаневски, јас ти благодарам за овие информации. Си како стануваш да го проследиш денешното ручиште, многу повеќе од тебе очекуваме и во вестите во 16 часот.